По тема на денот вечерва разговараме за безбедноста во сообраќајот. Мој вечерашен гостир Игор Митрески, инженер за безбедност во сообраќајот. Добро вечер. Добро вечер. О претходниот прилог е некоја врста пак сообраќај, кој е воден сообраќај. Сепак случајот завршил без последици во Охридското езеро. Имаме еден период во кој што најчесто случуваат сообраќајни несреќи. Какви се вашите размислувања во поглед на тоа? Каква е моменталната состојба со безбедноста во сообраќајот? Па да, токму така, овој период е периодот со најголем број на жртви и повредени во сообраќајот и скоро сите европски земји го третираат како ризичен период, тоест периодот од мај до крајот на август. Се случуваат скоро 2/3 од вкупниот број на сообраќајни несреќи на годишно ниво. Дали има некакво подобрување? Па да, има одредени подобрувања по однос на конкретно за патната инфраструктура. Во изминатиот период бевме сведоци на доизградба на одредени делници, тоа мислам делниците кај Ранковце, Крива Паланка, Светинаум, Охрид, понатаму кај Гевгелија Богданци, мислам, Подмоле, Охрид, исто така еден дел се заврши, што во принцип влие за подобрување на состојбите во сообраќајот и за намалување на бројот на жртви, кој не е мал. Колку е клучен, колку е важен делот од патната инфраструктура за безбедноста на еден сообраќај, со оглед тоа дека ние имаме малку автопатишта, некако повеќе се оди на експресни патишта, кој што чинам дека последниот статистики покажуваат дека голем дел од жртвите, односно сообраќајните несреќи се токму на тие експресни патишта. На што е тоа резултат? На немање совест за возење, на преголема ограничена дозволена брзина или на лоша изградба на патишта? Па да, тие патишта се малку поризични од автопатиштата и ние бевме сведоци на доста сообраќајни несреќи на потегот Штип-Кочани. Сега, каде е проблемот? Веројатно проблемот е во брзината на возење на возачите и најверојатно до темпераментот на возачите. Нема никаков проблем по однос на дека патната инфраструктура не е добра, бидејќи може би повеќе станува збор за сообраќајната култура, да речеме. Апсолутно, да. Сообраќајната култура е многу значаен фактор за подобрување на состојбите. И добро, таа сообраќајна култура како се гради, да речеме? Сообраќајната култура се гради од мали нозе, значи за сообраќајната култура е потребна континуирана едукација, понатаму правилно спроведување на оној процес за полагање на возачки испит и се разбира на крај доколку одредени учесници во сообраќајот се неколкукратно несовесно се однесуваат во сообраќајот и на принцип на репресија, на принцип на казна. Добро, изминатиот период МВР, особено по оној случај што имавме на Партизанска и некои други случаи кои што имавме жртви во сообраќајот, МВР имаше засилени полициски контроли. Чинам дека тие на одреден моменти даваат ефекти, меѓутоа на долгорочен рок какви се вашите проценки? Дали може кога зборуваме за градење на совесна култура на возење, на промена на менталитет на возење, да се постигнат посаканите ефекти, да речеме на овој начин, или се потребни промени, имаше некои измени на законите за безбедност во сообраќајот? Како се тоа го коментирате, да речеме? Па да, потребна е обсежна анализа и потребно е да се вклучат повеќе институции. За жал, токму така, како носител или како фронтмен на целата проблематика сообраќај се појавува Министерството за внатрешни работи и другите институции кои што се учесници во проблематиката сообраќај малку понеажурно ја работат својата работа. Абстрахирајќи го од ова Министерството за транспорт и врски, како што спомнав, бидејќи тие и јавното предпријатие за државни патишта вложуваат во интензивност на подобрување на патната инфраструктура. Меѓутоа, исто така важна институција која што поактивно треба да се вклучи во овој процес е Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. За жал, мислиме дека нивната работа
работа не соодветствува на тоа ниво да се подобруваат работите. Треба поголема вклученост на граѓанскиот сектор, мислите? Тоа го имаше нотирано и Државниот завод за ревизија во еден свој извештај, а се разбира и граѓанскиот сектор треба да дава активна улога во целиот процес на подобрување на состојбите во сообраќајот од аспект на подобрување на законските регулативи, едукација и така натаму. Имаше една идеја, например, пошто многу сектори се поврзани околу сообраќајот, да речеме обележувањата, патните делови се некои се надлежност на општини, некои се надлежност на транспортни врски, некои се надлежност на Министерство за внатрешни работи, како тоа се интегрира, да речеме, како систем кој би изложил подобар. Тоа е проблем на општеството, бидејќи во одредени ситуации имаме префрлање на топката од одредена до друга институција. Сведоци сме конкретно за Скопје по однос на јавниот превоз, за обележување на пешачките премини, дека не е баш на она ниво кое што го заслужуваат граѓаните. Како се подобрува? Па ние имавме една иницијатива која што долги години се тера за формирање на агенција за сообраќај која што ќе ги координира овие активности, меѓутоа до сега нема волја за формирање на таа агенција. Ќе видиме во иднина како ќе се одвива целата. Имаше една иницијатива околу регулирање на начинот на полагање на возачки испити, стана и политички проблем. Како вие коментирате тоа? Тоа е многу важен процес во државата, значи полагањето на возачкиот испит треба да ги подготви идните возачи за квалитетно учество во сообраќајот, да им создаде некаква сообраќајна етика и така натаму, која што ќе ги прати цел живот. За жал, последните години бевме сведоци на типично корумпиран процес, бидејќи ретко можеше да се најде човек кој положил за автомобил, замислете, 21 век, на права, не баре полага за некакво летало и така натаму, меѓутоа тој процес не беше направен за да ги научи учесниците во сообраќајот, туку беше намерно искреиран да се врши некаква корупција. И сите знаеме дека во таа корупција беа вклучени оние, не знам, центри за полагање, автошколи и така натаму. И навистина ми е драго што работите почнуваат да се менуваат, иако се кажува дека, не знам, политички инструментализирани и така натаму. Меѓутоа сметам дека ова работа треба да се смени. Сметам дека е многу важна за процесот на подобрување на состојбите во сообраќајот. Какви се статистиките? Последно имаме пад, раст на жртвите во сообраќај? Па сега константна? Квартално немаме направено некоја анализа, меѓутоа бројките се движат од 120 до 150 секоја година и за жал се огромни во споредба со Европска унија или она маркирна вредност која што ја дава Европска унија, средна вредност од 44 жртви на милион жители, ние сме многу повеќе. Има некои европски земји кои што се и под таа маркирна бројка. Скандинавските земји, Малта исто така има доста низок број на жртви во сообраќај и така натаму. Се надевам дека сите тие активности кои се прават за подобрување на процесот на полагање, системите за надзор или оние популарно наречени Safe City, дека ќе вродат со плод, меѓутоа пак ќе кажем и културата на однесување во сообраќајот многу важна. Има ли ефект, например, добриот јавен превоз? Сепак, кога збориме за Скандинавија, таму малку се вози кола, повеќе се вози со јавен превоз. Значи имаме една идеја сега за, например, у Скопје некои улици да бидат затворени за сообраќај. Тоа ќе помогне или ќе одмогне во безбедноста на земјата? Да, светски трендови тоа во светот се нарекува и патна диета за смалување на просторот на движење за возилата за сметка на зголемување на просторот за велосипедите, тротинетите и така натаму. Да, овие иницијативи се добри. Мислам дека иницијативата беше на општина Центар за затворање на Девармало за викенд. Тоа јас и во една емисија кај на ваш колега Канал 77 ја кажав дека Борис Џонсон 2013 или 2014 кога беше пред градоначелник, се извинувам, на Лондон, донесе една иницијатива за затворање на
централното градско подрачје на Лондон и со тоа се подобрија работите во сообраќајот. Тоа би било добар пилот проект во центар за да видиме дали и е можно затворање на центар за сообраќај во иднина. Благодарам за ова гостување, да се надеваме дека ќе имаме мирно лето без голем број жртви, посакуваме ни една жртва во сообраќајот, но да се надеваме дека ќе биде сепак имаме мирно лето во да се надеваме, да, ви благодарам многу и на вас за поканата и поздрав до гледачите. Мој вечерашен гостин Игор Митревски.